150 земји во светот, битолчанката Весела Богдановиќ влезе во изборот на 50 најдобри наставници во светот, организиран од фондацијата Варки Джемс. Таа 12 години работи во деленска настава во основното училиште Кочо Рацин во село Ивањевци, општина Могила. Љубовта кон својата работа и нејзината креативност и ентузијазам се тие кои ја водат во примената на современи методологии во наставата, со кои постигнува големи успеси. Во надпреварот за избор на најдобар наставник влегува по наговарање на својата колешка Марија Петревска од училиштето во село Другово, која верувала во нејзините квалитети, а и помогнала околу самата апликација, која била многу обемна, вели Весела Богдановиќ. Беше доста обемна апликација која што мораше да се пополни. Значи беше доста захтевна апликација, значи исто така таа наставничка Марија по англиски јазик ми помогна, дури и апликацијата несебично ми помогна да ја подготвам. Се бара линкови од досегашни постигања, од досегашни награди, се бараше од линкови од моите веб страни, значи јас имам 4 веб страни. Имам Vimeo канал и YouTube канал на кој што имам преку 200 едукативни филмови за деца. Снимени, знаете како по примерот, ако се сеќавате на Бранко Коцкица, нели кога беше, значи тоа се филмови во кои што од кои што буквално може некој кога ќе ги следи содржините буквално да ја разбере целината на часот. Значи мотото по кој се водат наставничката и нејзините ученици е учиме низ игра. Нејзините ученици секојдневно преку игра и истражување на се она што ги обкружува учат исто како што тоа го прават во развиените земји. Методот на игра пред се. Значи тоа е нашето мото. Учиме низ игра. Потоа демонстративната метода, драмските методи, значи драмскиот метод буквално го имаме во секој предмет, не е дека тоа е македонски јазик, туку буквално значи во се го имаме драмскиот метод. И математика твориме наши интерактивни приказни со познати ликови од бајките кои што само ги употребуваме за да направиме наши нови приказни и преку тие приказни дечињата решаваат всушност знаете на текстуални математички задачи. Колку сте задоволни од успехот на учениците со примената на овие методи? Каков е успехот на децата? Па јас мислам дека досега од она што сме го од она што го гледам како напредуваат самите дечиња, значи тоа е мислам дека нема никаков проблем и само се најдобро. Започнала уште како студент на педагошкиот факултет во Битола со примена на воспитно-образовна методологија чекор по чекор, продолжувајќи и усовршувајќи ја својата пракса директно во наставата со примена на најсовремени наставни методи. Има благодарност до директорката Сузана Киранџиска која што значи постојано во сите овие години буквално значи како нивни член во нивната организација ми помага, ми овозможува на многу пати да одам на нивни конференции, да презентирам својот труд дури и таму. Значи онаму каде што се само членовите значи на такви организации. Исто така голема поддршка имам од Microsoft. Значи исто така Влора Адеми, госпогата Влора Адеми која што е задолжена за секторот за образование, толку голема поддршка ни пружа на нас наставниците кои работиме креативно, што на вистина значи во секој момент имаме каде да се обратиме и имаме кој да ни го покаже патот. Наставничката Весела соработува и со останати колеги и често ја бараат на тренинзи каде може да ги сподели своите искуства, но за разлика од нашиот град, засега своето искуство го споделува во Скопје и надвор од земјата. Со едни колеги кои што применуваат вакви методи како јас, сум партнер, значи тоа е Сдруженијето Креатива во Србија, кое што има проект се вика Чаробно село со поддршка на УНИЦЕФ, Министерството за образование и Министерството за туризам во Србија. Тоа е еден прекрасен едукативен комплекс во кој значи јас сум соработник на таа организација, често пати сум нивни гости, одржувам таму обуки, семинари на наставници, значи голема чест ми прават да бидам вклучена во една таква организација и да бидам поканувана од тука таму да ги споделувам моите искуства. Што се однесува до земјата, Македонија, верувајте, има голем број на креативни наставници. Ние сме толку поврзани едни со други, толку многу соработуваме, значи тоа е многу високо ниво на соработка кое што ние меѓу нас наставниците си го имаме. Голем е бројот на наставниците кои што се квалитетни и креативни во нашата земја.
Во време кога образовниот процес во нашата држава се соочува со низа критики и кога постојано се зборува за реформи, Весела смета дека во нашата земја има многу квалитетни и креативни наставници кои можат да ги спроведат современите наставни методологии во пракса, но проблемот е што таквите наставници не се забележуваат. Дека може, тврдам дека може. Мислам дека сето она што како пример го споделувам секаде со наставниците и по интернет, и преку моите веб страни, и преку на YouTube каналот, значи сето она што ќе се види, секој може доколку работи со повеќе деца. Него не му требаат нели повеќе активности во еден час, него му требаат помалку активности. Меѓутоа тој може да си направи избор на активностите кои што ќе бидат креативни, а ќе бидат применети со децата. Но верувајте, голем дел од наставниците го прави тоа. Само мислам дека треба повеќе да бидеме забележани. Мислам дека тоа е најголемиот проблем што не сме доволно забележани. Голем е бројот на наставници кои што ова го прават, кои што се креативни, кои што се активни, кои што буквално денот и ноќта си го вложуваат во својата професија. За Весела Богдановиќ влезот во 50-те најдобри наставници е голема среќа. Ова не е единствен успех на наставничката. Во минатата година е избрана за Microsoft експерт на Македонија, пошто во Барселона ја представува Македонија на светски форум. Изборот на најдобар наставник го прават стручни лица од фондацијата што го организира конкурсот, а најдобриот добива награда од $1 милион. На прашањето зашто би ги потрошила овие средства доколку ги добие, Весела рече дека би направила едукативен комплекс каде што ќе може да се спроведуваат наставни методи кои ќе може секој да ги посетува. Ние и посакуваме само среќа и успешно реализирање на нејзиниот сон.